Насловна страна на денешниот дневник. Охридската територијална противпожарна единица има потреба од обнова на возниот парк. Граначалникот на Охрид Кирил Пецаков избран за претседател на Советот за развој на Југозападниот плански регион. Охридскиот архив започна со дигитализација на материјали од Струшките вечери на поезијата. Национален парк Галичица ќе изработува датабаза и мапи на дивоградби во паркот. Трошоците на 4-члено семејство за една година пораснале за 15.000 денари. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по студеното утро и слабиот мраз, во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и топло, ќе бидат измерени максимални 9 степени, а во текот на ноќта кон четврток ќе биде ведро и студено. Утре над најголем дел од Европа времето стабилно со зголемена облачност во северозападните и северните, како и во источните делови од Европа, услови за локални врнежи од дожд. Температурите насекаде ќе бидат во пораст, речиси во цела Европа над повеќегодишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево со локална облачност и топло. На северна полуостровот зголемена облачност, а максималните температури во интервал од 9 до 14 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток свежо утро утренски температури кои ќе бидат во интервал од -7 до +1, а во текот на денот сончево и потопло време, пораст на дневните температури. Максималните дневни температури во Македонија од 8 до 15 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток студено утро, температурата -1. Во текот на денот сончево и топло време, ќе дува до умерен западен ветер. Максималната дневна температура 10 степени. Во петок во Охрид сончево и потопло време со дневна температура до 11, а во сабота и недела сончево време со локална облачност и топло. Минималната температура 2, односно 3, дневната 12, односно 13 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Противпожарната единица во Охрид функционира со возила стари 30 години. Најстарото теренско возило е од 1980 година. Територијалната противпожарна единица се соочува и со недостиг на пожарникари. Командирот на единицата од Охрид, Борко Јанкуловски, вели сите возила се технички исправни. Успеваат навремено да одговорат на задачите, но сепак е доста тешко да се одржува старата опрема. Противпожарната единица во Охрид функционира со возила стари 3 децении. Возниот парк се состои од 7 противпожарни возила, од кои 6 се уште од времето на Југославија. Најстарото возило за делување на терен е од 1980 година. Командирот на територијалната противпожарна единица Охрид, Борко Јанкуловски, вели сите возила се технички исправни, успеваат навремено да одговорат на задачите, но сепак е доста тешко да се одржува старата опрема. Располагаме со 7 возила, просечна старост од 30 години. Тие моментално се технички исправни, значи ги одржаваме. И во иднина се надеваме дека ќе добиваме и понови возила. Па доволна бројка е, само треба да се нови, да се обнови бројот. Во противпожарната единица Охрид не достигаат и пожарникари. 38 навработени се доволна бројка за да се покрие територијата на Охрид, но бидејќи ја покриваат и општина Дибарца, се соочуваат со дефицит на вработени. Располагаме со 38 пожарникари и бројката е мала, бидејќи покриваме територијата на општина Дебрца. 38 пожарникари е доволна бројка само за општина Охрид, меѓутоа поради тоа што ја покриваме и Дебрца, недостигаат 8-9 пожарникари. Често апелираме, значи, да се вработуваат млади пожарникари, здрави, психофизички. Ево сега гледаме дека има некои законски измени во Законот за пожарникарство. Предлог на територијалната противпожарна единица Охрид е баш да се стави старосна рамка на примање, тоа да биде првиот филтер, се со цел млад пожарникар, млади деца за 2-3 години веќе ќе станат искусни пожарникари. Ентузијастите пожарникари работат на неколку проекти за набавка на нови возила, барем како донации. Во зимскиот период 90% од интервенциите на терен се однесуваат на гаснење пожари предизвикани од неисчистени оџаци. Од пожарната апелираат до граѓаните да бидат внимателни и одговорни, навремено да ги чистат оџаците. Сдруженијето за афирмација на културните вредности на македонските бугари цар Борис III во Охрид доставило барање до Централен регистар за усогласување на неговото работење. Утре истекува рокот во кој двете бугарски сдруженија цар Борис III и Ванчо Михајлов од Битола треба да се усогласат со измените на Законот за сдруженија и фондации, во спротивно ќе бидат избришани од регистарот. Утре истекува рокот од 3 месеци во кој бугарските здруженија требаше да се усогласат со измените на Законот за здруженија и фондации. Здруженијето цар Борис III од Охрид, според информацијата од Централен регистар за Дојче Веле, веќе ги поднело потребните документи за да се усогласат со измените на законот, а битолското здружение Иван Михајлов досега не поднело барање. Според новите одредби на законот кои стапија на сила на 16 ноември, здруженија и фондации не смеат да користат имиња на луѓе кои по било која основа се поврзани со расна, верска, национална, етничка и друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, ширење или поддршка на фашизам и нацизам, национал-социјализам или се поврзуваат со Третиот рајх. Здруженијата кои имаат имиња што се косат со законот треба да се преименуваат, во спротивно министерот за правда треба да донесе одлука за неусогласеност, а по претходно негативно мислење од Комисијата за употреба на имиња, пошто Централниот регистар треба да ги избрише. Предизвиците со кои се соочуваа здруженијата била една од темите на денешната средба на министерот за надворешни работи Бујар Османи на негово барање со представници на различни организации на бугарската заедница во Македонија. Средбата на Османи со Ѓорги Трендафилов и со Љупчо Ѓоргиевски помина во позитивна атмосфера. Беа разменети мислења за прашања кои ја засегаат бугарската заедница во Северна Македонија, како и можностите за подиректна и поинтензивна соработка со државата, информира од Министерството. На средбата било изразено задоволство од директниот пристап во размената на мислења, како и интенцијата за засилена динамика на комуникацијата со цел подиректно вклучување на бугарската заедница и здруженијата кои нив ги представуваат во рамки на редовно
редовната соработка на државата со граѓанскиот сектор. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков е избран за председател на Советот за развој на југозападниот плански регион на редовната седница на Советот, која се одржа денес во Струга. Согласно Законот за рамномерен регионален развој, градоначалникот Пецаков ќе биде на оваа функција со мандат од 1 година. Во своето обраќање пред присутните, градоначалникот Пецаков се заблагодари за изборот и нагласи дека ќе биде отворен за соработка во насока на обезбедување на што повеќе средства за имплементација на проекти во југозападниот регион, особено во руралните средини. Тој оцени работата на Советот како позитивна, бидејќи заеднички се реализираат значајни регионални проекти кои ги подобруваат условите во повеќе сфери од живеењето. Тој потенцираше дека во време на кризни состојби со кои се соочуваат единиците на локална самоуправа и општинските јавни предпријатија, потребно е да се мобилизираат сите субјекти, со цел да се надминат проблемите и да се подобри квалитетот на услугите кон граѓаните, информираат од Охридската локална самоуправа. Советот на денешната редовна седница ја утврди листата на регионални проекти со кои Центарот за развој на југозападниот плански регион ќе аплицира кај домашните и меѓународните донатори во текот на оваа година. Охридскиот историски архив започна со дигитализација на архивскиот фонд на Струшките вечери на поезијата. Богатиот архивски материјал брои 50 архивски кутии и се однесува на фестивалските изданија во периодот од 1963 до 1990 година. Ваквиот процес на дигитализација покрај зачувување на досегашната светска традиција на фестивалот представува негова поголема достапност до истражувачите, но и база за идни изложбени поставки. Ке се дигитализира архивскиот фонд на Струшките вечери на поезијата. Охридскиот архив веќе започна со процесот на претворање во дигитална форма на обемната информацијска граѓа на меѓународниот поетски фестивал. Врз основа на меморандумот за соработка помеѓу Државниот архив на Македонија и Струшките вечери на поезијата, систематски ќе се заокружи и зачува досегашната светска традиција на фестивалот, која датира од втората половина на минатиот век. Имавме огромна чест и задоволство минатата година преку надворешната служба на архивот да го добиеме овој фонд кој има 50 архивски кутии, така да веќе Струшки вечери на поезијата како пообемен фонд ќе може да го види светлото на денот и во дигитализирана форма. Тука се сите учесници од 1963 година до 1990 година. Замислите каков богат архивски материјал со фотографии, со нивните поеми, со нивните песни и така натаму. 6 вработени при Историскиот архив Охрид во наредните неколку месеци активно ќе работат на изготвување на дигиталната форма на архивскиот фонд на фестивалот, што покрај зачувување на традицијата ќе значи негова поголема достапност до истражувачите, но и база за идни изложбени поставки. Дигитализацијата во денешно време е неопходна, е секојдневие, меѓутоа од архивистички пристап има огромно значење пред се за заштитата на самите документи, меѓутоа и полесниот пристап на документите до секој онај читател или истражувач кој сака да ги истражува овие документи. Така започнавме со дигитализација, која се надевам дека до средината на мај ќе биде во целост завршена. Охридскиот архив претходно целосно ги дигитализираше документите на Охридската митрополија, како и фондот на Охридскиот деец и револуционер Ташко Арсов. Архивот во меѓувреме ќе се опреми со дополнителни посовремени скенери со кои процесот на дигитализација на архивската граѓа ќе се одвива побрзо. Јавната установа Национален парк Галичица ќе подготвува сеопфатна датабаза со идентификувани нелегални објекти на целата територија на паркот. Во план е да бидат опфатени околу 1000 хектари на урбани делови во паркот кои ќе бидат сликани со дрон. Потоа со помош на софтвер, истите ќе бидат составени во карти со висока резолуција. Во соодветна програма ќе се врши анализа и идентификација на сите илегални објекти во паркот. Во процесот, установата ќе ја користи донацијата од Шпанската амбасада. Имено минатата година Националниот парк Галичица и Шпанската амбасада во Македонија започнаа соработка во која амбасадата и донираше на установата персонален компјутер со високи перформанси, како и софтвер за креирање на ортофото мозаични карти. Подготвената датабаза и креираните мапи, Националниот парк Галичица ќе ги проследи до сите релевантни институции во земјата. Охридски пица мајстор во Италија ќе се надпреварува на светско првенство во подготовка на пица.
ке користи македонски производи, меѓу кои ајвар и пршки. Неговиот сон е да ги одмери своите вештини во правење модерна наполитана или контемпоранија со над 1000 пица мајстори од целиот свет. Пица мајсторот Дејанчо Трајанов Чеде забрзано се подготвува за учество на светското првенство во Италија за подготовка на пица. Охридскиот пица мајстор ќе учествува во правење пици на надпревар по втор пат. Оваа година своето мајсторство ќе го презентира во 3 категории. Во првата категорија подготовка на пица класика ќе се представи со македонски производи. Пицата ќе биде целосно подготвена од македонските артикли, вели Чеде и ги набројува продуктите кои што ќе ги користи како тетовско брашно, овчо сирење, ајвар, пршки, рукола, домати. Сепак неговиот сон за да ги одмери своите вештини е и учество во останатите 2 категории за подготовка на пица. Втора категорија ќе учествувам во пица модерна наполетанска или контемпоранија, која е доста тешка категорија. И тука го гледам предизвикот мој за поголеми успеси. И трета категорија е која прв пат се воведува ова година, тоа е спарување на соодветна пица со соодветно пиво. Тука би спомнал дека ќе учествувам со пиво од Македонија, од пивара Бакрескиот битол. Тоа е мала пивара, крафт пивара, кој пивото е доста квалитетно. Негова желба е да ја представи Македонија во најдобро светло. Од досегашното искуство од Италија дошол до заклучок дека имаме можни квалитетни вкусни продукти кои што може да ги задоволат пребирливите вкусови на судиите. Но за пица уметноста во Македонија вели дека многу заостанува за трендовите на модерна наполитана пица во Италија и Европа. Тука луѓето се навикнати на класичната пица и нема новитети, вели Чеде. Кај нас не е застапено така сезонски менија. Јас моето идење во Италија согледав многу работи дека италијаните нудат свежи продукти и сезонски. Тие си имат менито, му се менја 4 пати во годината, што е нормално, секој сака да проба нешто ново, нешто предизвик да му е. Тука кај нас мислам дека во кој ресторант во Охрид да отидете, кој ќе го погледнете менито, може да е старо и пред 15 години. Истото се нуди и скоро менијата е исто низ сите пицерии. Немате нешто поразлично што би се одвоило од... Интернационалниот надпревар во подготовка на пица ќе се одржи од 19 до 22 февруари во Рим и Италија. На овој надпревар ќе учествуваат над 1000 пица мајстори од целиот свет, кои ќе ја презентираат својата уметност во подготовка на овој традиционален италијански специјалитет пред жири од целиот свет, меѓу кои има и двајца представници од Македонија. Дејанчо Трајанов Чеде ќе учествува на интернационалниот надпревар во тим од 10 пица мајстори од Македонија. Чеде подготовките ги прави во објектот Тренд Бургер Пица, а има и повеќе спонзори, меѓу кои In Italy магазин Охрид, Леска Крафт, Струга пивара Бакрески битола. За да се ги обезбеди основните потреби, едно 4-члено семејство во јануари годинава му биле потребни 50.799 денари, покажуваат пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија. Споредено со потрошувачката кошничка пресметана за јануари минатата година, трошоците што ги има едно 4-члено семејство за една година се зголемиле за речиси 15.000 денари. Во јануари минатата година минималната синдикална кошничка изнесуваше 35.811 денари. Во јануари годинава, според податоците на Сојузот на синдикати, едно 4-члено семејство, најмногу пари или вкупно 19.206 денари, потрошило за храна и пијалоци. За режиски трошоци биле потрошени 13.313 денари, за хигиена биле потребни минимум 3.097 денари, а за превоз 3.668 денари. Државниот завод за статистика вчера објави дека во периодот од јануари минатата година до јануари годинава трошоците за живот пораснале за 17,1%, а во истиот период цените на мало се зголемиле за 13,3%. Најкритичните пациенти кои боледуваат од цистична фиброза најдоцна за еден месец ќе го добијат лекот 3 кафта,
Владата денеска информираше дека се завршени административните процедури кои беа потребни за итна набавка на лекот. Испораката на лекот Трикафта за најкритичните пациенти се очекува да биде извршена од страна на добавувачот во најбрз можен период, не подолго 30 дена, согласно процедурите за работа на самиот производител и добавувач, а врзани со спецификите на самиот лек, се вели во владиното соопштение. За оваа намена од Фондот за здравство минатата недела беа одобрени над 2,2 милиони евра. Дополнително во владата ќе се одржи втор состанок на посебното тело во кое се директно вклучени институциите и представници од Асоциацијата за цистична фиброза. На денешниот состанок, во инклузивен и транспарентен процес се очекува да се финализираат потребните измени на законските решенија со што ќе се овозможи на државата директно да преговара со производителот на лекот и на овој начин да се обезбеди лекот за сите пациенти, нагласуваат од владата. Се очекува работната група да ги заврши законските измени до крајот на неделата. Следуваат вестите од светот. Смрт и уништување го окружуваат Ерзин, нови мал град во јужната турска провинција Хатај е оаза на безбедност и нормалност, додека регионот се справува со последиците на катастрофалниот земјотрес кој досега однесе повеќе од 40.000 животи во Турција и Сирија. Жители и официјални лица велат дека Ерзин нема жртви урнати згради по моќниот земјотрес од 7,8 степени според Рихтеровата скала, иако се наоѓа на 100 километри од неговиот епицентар. Наводно ова се должи на рестриктивните активности на градоначалникот Екеш Елмасоглу, кој не дозволил да се кршат варжечките стандарди во градежништвото. Во целиот град со 42.000 жители, оштетени се само неколку семени куќи и џамиите. Обемот на уништувањето е мал и затоа што најголем дел од стамбените објекти се со 4 ката, највисоките згради имаат 5. Не дозволив илегално градење под никакви околности. И покрај тоа имаше некои кои се обидоа. Во почетокот не бевме во можност да ги следиме зашто немавме доволно персонал, но подоцна ги пријавивме тие луѓе во канцеларијата на обвинителот и ги срушивме нелегално изградените објекти, вели Елмасоглу. Тој каже дека во Турција е потребна целосна промена на менталитетот во поглед на почитувањето на градежните стандарди. Земјотресот кој се случи во Турција и Сирија на 6 февруари, освен што направи хаос во градовите, создаде пукнатини во инфраструктурата, дури и на самата граница на Турција и Сирија, каде се создадоа дупки широки неколку метри. Турските медиуми јавуваат дека земјотресот во областа Доган Шехир создал пукнатини во земјата долги 16 километри. Го поделил селото Гокчедер во провинцијата Газиантеп на два дела. Јужниот дел од селото се спуштил за 2 метри, а куќите на север останале речиси недопрени. Процените велат дека длабочината на пукнатините е поголема од просечната човекова висина. По неколку дена селаните забележале дека во земјотресот се оштетени локалните гробишта кои тие сами ги санирале, но земјата не престанувала да се отвора што им создавало дополнителен проблем. Нов Зеланд во последните денови води сурова битка со природата. Повеста дека циклонот Габриел однел 4 животи, пристигна информација дека Нов Зеланд го погодил и силен земјотрес со јачина од 5,9 степени по Рихтер. Меѓу жртвите на циклонот има и дете, соопшти полицијата, додавајќи дека бројот на жртвите можеби не е конечен, како што наведува се уште трагаат по неколку исчезнати лица. Циклонот Габриел предизвика излевање на реките од коритата и поплави во многу области. Голем проблем се и одроните активирани низ целата држава. Земјотрес со јачина од 6,1 степен по Рихтер го погоди Нов Зеланд само еден ден откако поради разорниот циклон беше прогласена вонредна состојба во поголем дел од земјата. Епицентарот на земјотресот е регистриран на 50 километри од градот Парапараму. Се известува дека силно се почувствувал неколку секунди во главниот град Велингтон. Нема информации за материјална штета, ни повредени или предупредување за цунами. Грешка во информативниот систем на Луфтханза денес предизвика хаос на аеродромите ширум светот. Од компанијата го потврдија колапсот, непознат број летови се одложени или откажани. Системите за пријавување и качување се блокирани, а поддршка за патниците и авионисти се обезбедува во Минхен и на аеродромот во Франкфурт. Не беа дозволени летови бидејќи машините за пријавување нема важни информации за поаѓање. Сите домашни летови на Германија првично беа откажани и од патниците беше побарано да се префрлат во Deutsche Bahn. Фотографиите и видеа од неколку германски аеродроми покажаа хаос во салите за поаѓање. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно!